Здраво и добродојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за алостерична регулација. И да започнеме. Овде имаме некој метаболички пат каде што имаме соединение А кој иде до Б, до С, до Д и стигнуваме до Е. Секој чекор е катализиран од различен ензим. И главната идеја на алостерична регулација е да крајниот продукт од даден метаболички пат или пак некој од интермедиерите влијае модулаторно врз регулаторниот ензим на тој метаболички пат. Значи во овој случај би било крајниот продукт на овој метаболички пат на молекулава Е влијае модулаторно врз регулаторниот ензим на овој метаболички пат, што ќе речеме дека е ензимот 1. Регулаторните ензими, како што спомнавме во претходното видео, се наоѓаат или на почеток на метаболичкиот пат, или на некое место каде што имаме како разгранување на раскрсници, или пак на чекори кои се иреверзибилни. Во овој случај ќе речеме дека влијае на ензимот 1, значи влијае на првиот ензим од овој метаболички пат. И најчесто влијае инхибиторно, односно имаме негативен фидбек. Во ред, значи имаме негативен фидбек. Што значи тоа? Тоа значи дека како што се зголемува концентрацијата на Е, така значи како што расте концентрацијата на Е, така таа повеќе и повеќе го инхибира ензимот Е1. Во ред? И поради тоа ќе почне да се намалува создавањето на Е. Така што со тек на време ќе прекине создавањето на Е и нема се создаде, нели ензимот ќе биде инхибиран. После некое време, кога ќе се потроши целото Е, што нели претходно се направило, повторно ќе се активира ензимот. Значи како би изгледало тоа? Ако би го упростиле и би рекле дека А оди директно до Е, колку да биде поедноставно, би рекле дека да, правично се случува тоа и се зголемува концентрацијата на Е. Океј, и сега стигнеме до одредена концентрација 100 молекули на Е. Пример. И они сега ќе почнат, мислам, они одма почнуваат, но немало доволно голема концентрација, да влијат инхибиторно врз А. И прекинува да се случува ова. Вред, значи не се одвива тој метаболички пат, не се создава Е. И со тек на време, Е ќе почне да се троши во некои други процеси, така, бидејќи нема само така достан, ќе почне да се троши. И како што се троши, нели ќе се намали неговата концентрација и сега ќе стигне некаде до 60. Кога ќе стигне до 60, инхибицијата веќе нема да биде толку голема, значи сега ќе биде помала инхибиција, така што овој метаболички пат пак ќе почне да се одвива со одреден интензитет. Океј, и пак ќе стигне овдека до 100, и пак ќе почне да го инхибира, да се прекине процесот, и повторно ќе се потроши во некои други метаболички патишта и така натаму и така натаму. Ја сваќате генералната идеја. Значи, скоро никогаш не е целосно инхибиран ензимот, значи сите молекули на ензимот, него има поголема или помала инхибиција, мислам во однос на бројот на ензимски молекули кои се инхибирани. Така што ова си е само одржувачки, односно само регулирачки систем. И најчесто е негативен фидбек, негативна повратна врска. Океј? Скоро секогаш ваквиве метаболички патишта, ако имаат фидбек механизам, тој ќе биде негативен фидбек. Многу ретко имаме позитивен фидбек, дури во организмот има многу мал број на позитивен фидбек механизми, може да се избројат на една рака. Еден многу чест пример е, например, коагулацијата на крв. Така таму имаме различни коагулациони фактори кои се активира едниот, го активира другиот и така натаму, но таму имаме еден позитивен фидбек со цел, нели, да може побрзо да коагулира крвта, да се направи коагулум и, нели, да се затвори раната. И овие алостерични ензими по структура се многу големи протеини. Вред, значи сега овој алостеричниот ензим ќе го видиме дека по структура тој е многу голем протеин кој е всушност олигомерен, значи изграден од повеќе полипептиди, односно од повеќе субединици. Тоа значи дека имаат повеќе активни центри во кои може да врзат супстрати, така? И најчесто најголем дел од тие активни центри се каталитички, имаат каталитичка способност, но не сите, зависно од ензим до ензим, нормално. И некои од овие алостерични ензими имаат повеќе алостерични центри. Например, овој лево има два алостерични центри.
каде што едниот од тие два алостерични центри може да биде за модулатор кој го инхибира ензимот, така, значи ќе нацртаме со црвена боја. Значи едниот е например за модулатор кој ги инхибира, додека другиот можеби е за модулатор кој го активира, така го активира ензимот. Но најчесто имаат само еден алостеричен центар во кој може да се врзуваат и инхибитори и активатори. Вред, значи најчесто имаат еден алостеричен центар на кој може да се врзат инхибитори и активатори. Иако многу поретко имаме активатори, најчесто се инхибитори. Така, во овој случај ние што го разгледавме, инхибитор беше крајниот продукт, односно молекулата Е. Сега, со цел да сватиме како инхибиторов или пак активаторот влијае врз активноста на ензимот, треба да реализираме дека ензимиве можат да бидат во нешто што се нарекува tensed state или пак relaxed state. Како би изгледало тоа? Ево дека ќе се спуштиме доле. Овдека сега нацртав некоја попроста варијанта на ензим, но идејата е иста. Значи кога е релаксиран, имаме отворен, слободен активен центар, додека кога е tensed е затворен. Така, не дека буквално смисла, нормално е шематизирано, него поентата е дека конформацијата на протеинот околу активниот центар е променета, така што супстратот не може да пристапи до активниот центар, или пак ако пристапи некогаш, многу е потешко да стигне до таму, ќе му треба многу подолго време. Ако му треба многу подолго време да стигне до активниот центар, тоа всушност значи дека ќе му се зголеми КМ, односно дека му се намалува афинитетот. Сега, дали ензимот ќе се најде во relaxed или tensed state, зависи од позитивни модулатори, односно активатори, или пак негативни модулатори, односно инхибитори. Во ред, значи ако е под дејство на инхибитор, ќе биде во tensed state. Ако е под дејство на активатор, ќе биде во relaxed state. Во ред. И нормално тие активатори, односно модулатори, действуваат на алостеричниот центар, кој дека не е прикажан, али тоа би било нели некаде на страна. Тука се врзуваат некаде. Дали ќе биде активатор или пак ќе биде инхибитор. Во ред, значи се поврзуваат на алостеричен центар, но при тоа се менува конформацијата околу активниот центар и ензимот завзема relaxed или tensed state и поради тоа се променува неговата активност. Сега ќе разгледаме една карактеристика која ја поседуваат алостеричниве ензими. Нели спомнавме дека тие се изградени од повеќе субединици, односно располагаат со повеќе активни центри, во ред на кој може да се врзе супстрат. Прашање е сега дали сите овие активни центри имаат исто КМ, исти афинитет за даден субстрат. И одговорот е да, некогаш имаат, некогаш не, зависи од ензим до ензим. Но има една интересна работа што се случува кога имаме поврзување на субстрат со еден од активните центри. Кога ги имаме поврзување на субстрат со еден од активните центри, се менува афинитетот на другите активни центри. Односно, субединиците на ензимот соработуваат едни со други. И затоа ова својство на алостеричните ензими се нарекува кооперативност. Значи соработка. И како тоа би изгледало? Да речеме дека афинитетот, односно колку е тешко, така колку сака да се поврзе субстратот со дадениот активен центар, за првиот субстрат, за првиот активен центар е некаде тука. Така на графикот. Значи на x-оската имаме време, на y-оската имаме колку е тешко да се поврзе субстратот, односно колку е афинитетот. Да речеме дека е тука некаде, дека е прилично тешко да се поврзе субстратот. Вред, значи има прилично низок афинитет. Наредниот субстрат кој ќе се поврзе, сушност ќе се поврзе многу полесно. И наредната точка би била тука некаде. Вред, наредниот субстрат па уште полесно ќе биде да се поврзе. И четвртиот субстрат најлесно ќе биде да се поврзе. Вред, значи секој нареден субстрат кој се поврзува за слободните активни центри, се поврзува полесно, односно има повисок афинитет. Тој активен центар кон субстратот. Значи секое наредно поврзување на слободен активен центар е полесно. Вред. И тоа е позитивна кооперативност. Бидејќи, логично е, позитивно е, се полесно и полесно станува. Така што овдека ако би повлекле линија, почнавме некаде кај што е тешко, завршивме некаде кај што е лесно, и линијата е некако вака.
Океј, така што секое наредно е со еднакво олеснување колку секое друго наредно, така линеарно е. И ова се нарекува последователна позитивна кооперативност. Но постои нешто што се нарекува усогласена, каде што првиот супстрат е тешко да се поврзе, сега ќе бележам со некоја виолетова боја. Значи првиот супстрат е тешко да се поврзе, али сите наредни три се многу лесни. Океј, така што линијата изгледа вака. Значи само првиот супстрат е тешко да се поврзе. Чим ќе се поврзе првиот супстрат, другите супстрати одма се поврзуваат на останатите активни центри. И оваа се нарекува усогласена. Усогласена позитивна кооперативност. Или пак на англиски усогласеното е concerted како концерт, додека последователната е sequential. Во ред? Но можеме да имаме и негативна кооперативност. И тоа нормално ќе биде спротивното, каде што првото врзување ќе биде најлесно да се случи, така има најголем афинитет активниот центар за супстратот, додека секое наредно е потешко, така што ќе добиеме обратна крива. Ќе имаме првата точка, ќе биде најлесна, првиот супстрат да се поврзе, а секој нареден супстрат ќе биде се потешко и потешко. Ред, така што ќе изгледа вака. И ако повлечеме линија, нели ќе биде вака право. И ова ќе биде негативна кооперативност. Сега не сум сигурен, не дојдов информации дали негативнава се дели на последователно и усогласена или е само еден вид на негативна кооперативност. Али тоа е главната идеја. Значи сигурно сваќате до сега имаме позитивна и негативна. Кај негативна секое наредно поврзување е потешко, кај позитивна секое наредно поврзување е полесно. И позитивната ја делевме на последователна и усогласена. Исто така треба да се спомне дека алостеричниве ензими не следат класична Михаелис-Ментенова кинетика. Односно, кај класичната Михаелис-Ментенова кинетика добивавме хиперболна крива. Значи изгледаше на овој начин. Значи вака беше класична Михаелис-Ментен кинетика. Во ред, но кај алостеричниве ензими кривата е всушност сигмоидална. Значи не е хиперболна, него е сигмоидална и изгледа на следниот начин. Изгледа вака. Во ред, иако ова на прв поглед некој ќе се рече, па истото е, не е исто. На почеток гледате одека овој дел. Значи изгледа сигмоидална, бидејќи изгледа како S на некој си начин. Затоа се нарекува, односно не затоа, него така е лесно да го запамтите. Изгледа како S, односно сигмоидална. Сега и оваа, ако тука нанесеме како би влијал позитивен, односно активатор или пак инхибиторен модулатор, би го добиле следново. Ако имаме активирачки модулатор, ќе го добиевме ова, додека ако имавме инхибирачки модулатор, ќе го добиевме ова. Вредно, че ова е со инхибирачки модулатори или пак ефектори се нарекуваат, ова е со активирачки. И овие модулаторите, нели како што разгледавме, се врзуваат на алостеричен центар. И затоа нели се нарекуваат алостерични ензими, бидејќи имаат дополнителен центар во кој се врзуваат други молекули, односно модулатори или пак ефектори кои ја регулираат активноста. Во ред. Сега како за крај ќе спомнеме дека овие алостерични ензими можат спрема нивната регулација се поделат на хомоалостерични и хетероалостерични. Пред да видиме што е тоа, да се навратиме скрос на почеток, каде што спомнавме дека регулаторниве ензими, односно во овој случај алостеричниве, може да бидат регулирани со учество на продуктот од овој метаболички пат како инхибитор на дадениот ензим, така преку негативен фидбек. Но исто така спомнав на почеток на видеото дека можат и интермедиери, така, значи и другиве молекули можат да влијаат врз даден ензим, кај различни метаболички патишта. Но исто така можат и молекули од други метаболички патишта кои што се на некој си начин испреплетени со овој метаболички пат да влијаат. Така, значи имаме тука некој метаболички пат од X до Y, каде што Y
влијае на овој ензим. Во ред, бидејќи овој метаболички пат на некој си начин ќе биде поврзан со овој, така што добро е да си се регулираат. Значи можеме да го имаме и тоа. Може да се случи самиот субстрат за ензимот да го регулира преку неговиот алостеричен центар. И исто така може да се случи различни молекули како АТП, така, еве дека ќе запишам. Значи може АТП, АДП, АМП, цикличен АМП, може да се случи диацерол, диацилглицерол, инозитол трифосфат, ГТП и така натаму. Значи и многу други молекули можат да влијаат врз алостеричните ензими во различни метаболички патишта и преку алостеричните центри да ја регулираат нивната активност. Во ред, значи ова е многу битно. Не е само крајниот продукт да може да регулира алостеричен ензим, него можат и многу други молекули да ги регулираат алостеричните ензими преку нивниот алостеричен центар. И ова е особено битно да АТП, АДП и АМП да влијаат врз алостеричните ензими, бидејќи на тој начин може да се регулира колку е интензивира метаболизмот, колку се продуцира енергија, колку се троши. Така, ако има помалце АТП, треба да се направи АТП. Така, ако има повеќе АМП, исто тоа значи дека треба да се направи АТП. Например, имаш метаболички пат, нели, кој учествува во создавањето на АТП, и ако нема доволно АТП, треба да се фаворизира тој метаболички пат со цел да се продуцира повеќе. Во ред. Сега да се навратиме тоа што го спомнав, дека може да се поделат на хомоалостерични, значи хомо и хетеро. Кај хомоалостерични, кои се многу поретки, тие можат да бидат регулирани и од субстратот кој го користат за кој влегува нормално во активниот центар, но може субстратот да влезе во алостеричен центар и да ја регулира активноста на алостеричниот ензим. Значи, кај хомоалостерични и субстратот може да действува како модулатор, додека кај хетероалостерични имаме други несубстратни молекули, така, значи не С, кои се модулатори. Нели, како што разгледавме, например, крајниот продукт, некои други молекули, некои молекули од други метаболички патишта, нели, како што видовме од XY и така натаму. Но најчесто, најголем дел од алостеричните ензими имаат некоја си мешана алостеричност, односно некои може да бидат модулирани од страна на субстратот, некои повеќе од несубстратни модулатори. Алостеричнава инхибиција или пак активација е реверзибилна, не трае постојано, тоа веќе го видовме и така. Во ред, тоа беше главно се за овој видео, се надевам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.